Огнен Вангелов, вие сте автор на извештајот на Freedom House, кој се однесува за Македонија и се забележува пат на рейтингот. Кои се клучните поенти, пораките за овој пат? Оценката е намалена во индикаторите за судски систем, судска рамка и корупција. Тие два индикатора ја намалуваат вкупната оценка за демократскиот напредок на државата, така што тие се клучните елементи од извештајот кои влијае на намалување на оценката. И тоа е прво намалување на оценката на Македонија, прв пат по 2017 година. Значи од 2017 до оваа година имаше раст, постепен раст на оценката за демократија, мал но континуиран раст, па стагнација од 2 години, па пак мал раст минатата година и сега имаме прв пат на оценката поради состојбите во судството и корупцијата по државата. Генералната оценка е дека трендот, позитивниот тренд на Македонија, која беше една од ретките земји во регионот кој имаше раст на индексот на демократија во последните 7 години, да речеме 6-7 години, тој тренд се прекина и сега тргна во надолна линија, меѓутоа остана да се види како понатаму ќе се одвива ситуацијата и дали следната година тој тренд ќе биде прекинат или ќе стагнира државата повторно или пак ќе оди надолу, се зависи од тоа како оваа година ќе се одвиваат политичките процеси. Судството во извештајот е критикувано, се должи на лошо работење на судскиот совет, но и непотизам при именување на одредени суди и обвинители. Да, тоа беа клучните фактори во судството оваа година, што придонесоа за намалување на таа оценка, на тој индикатор. Главно, значи, судскиот совет, она што се случуваше со смената на претседателката и скандалите кои следеа при нејзината смена, при тоа имаше многу, како да кажем, жестоки реакции за тие превирања во судскиот совет, како од дома, тука во Македонија, така и меѓународно. Нели имавме реакции од холандскиот амбасадор, кој најави прекинување на поддршката од Холандија за судскиот совет и тој експлицитно рече дека Холандија го смета тој судски совет при таквата смена нелегитимен. Значи тоа се многу остри оценки, меѓутоа тоа не е единствената причина поради која се намали оценката за судството. Генерално, кумулативно проблемите во судскиот совет, како и другите проблеми околу, односно контроверзии околу именување на функционери во судството, односно суди и обвинители, со сомнежи за политичко влијание или непотизам. Тука мислам дека се прекрши главната причина зошто оваа оценка се намали годинава. Но има и други елементи кои придонесуваат за општата лоша слика во судството, како што е јавната недоверба во судството. Тоа е ситуација која е континуирана веќе години наназад и други проблеми со кои веќе општо запозната македонската јавност. Власта тврди дека нема моќ, влијание да врши некаков притисок, влијание врз судството заради тоа што тоа е независно. Без оглед дали оние што се по позиција на власт моментално во државата тврдат дека не влијаат директно врз судството, фактот дека проблемите во судството испливуваат на површина на различни начини, нели? И кој е подиректно или индиректно одговорен за тие состојби е веќе прашање на анализа. Но фактите се дека како недовербата во судството, така и сите тие контроверзии кои го следеа судството во текот на 2023 година не придонесоа за подобрување на
состојбите во судството, туку напротив за влошување на оценката и генералната слика за тоа во каква ситуација се наоѓа судството во државата. Судството е подложено на корупција, на влијание, нотирате во извештајот. Да, луѓето што се позиционирани на власт тврдат дека немаат влијание врз судството, но фактот останува дека перцепциите во јавноста се дека такви влијанија постојат. И тоа го велат извештаи на реномирани организации, тука се следи и индексот на корупција на Transparency наоѓа слични проблеми, потоа од невладиниот сектор кои го следат судството исто така и нотираат слични проблеми, така што тоа се општи оценки и перцепции кои превладуваат на повеќе нива. Како да се дојде до ветинг, до прочистување на судството со оглед на тоа што со години се ветуваше дека треба да дојде, дека ќе дојде до ветинг, но од друга страна власта објаснуваше дека Европската Унија била против ветинг, имајќи го примерот на Албанија, каде таму не успеал всушност ветингот. Модалитетите за реформи во судството треба да ги имаат оние што се носители на јавни функции. Неблагодарно е да јас да дискутирам какви реформи би требало да се случат во правосудството, бидејќи тоа е работа на експерти од областа, но и на оние што моментално ја носат одговорноста како власт во државата. Дали тоа ќе биде ветинг комплетен како што се случи во Албанија или ќе се најдат некои други модуси за поправање на состојбите во судството, останува прашање на политиката. Сепак тоа се одлуки на политичките актери, меѓутоа фактот е дека треба да се подобри таа состојба, не само перцепцијата за состојбата во судството, туку генералната состојба во судството. А со тоа ќе се подобри, се разбира, и перцепцијата за нивната ефикасност и општата функционалност на правосудните органи во државата. Така што модалитетите, Freedom House како организација не носи препораки за политики што треба да се направи, туку само ги констатира состојбите моментални. Секоја година се мерат тие исти индикатори и се забележува или напредок, или стагнација, или назадување. Не дава препораки за политики, тоа е прашање на експертски организации или политички одлуки, така што тоа оние што се занимаваат со судските реформи треба да го дадат одговорот. Кои би биле модалитетите за реформи и што треба да се направи за конечно таа слика за лошата состојба во правосудството во Македонија да почне да се подобрува. Она што особено е загрижувачко е кривичниот законник. Промените во кривичниот законник и практично функционерите не само што си ги намалија казните, односно годините за можноста да бидат казнети, многу од случаите, како што се оние на СЈО, практично пропадна. Да, тоа беше еден од клучните елементи за намалување на рейтингот на борба против корупцијата, односно индикаторот за корупција во Македонија. Меѓу другите и промената на кривичниот законник со намалување на казните за одредени дела, како и намалување на рокот на истекување на одредени кривични дела за можност за нивно гонење. Значи, промените во кривичниот законник, јасни се позициите на носителите на власта, дека тие промени биле донесени поради некакво согласување со европското законодавство, меѓутоа оценките се дека таквата промена на законот и пред се промената која беше сосем ненадејна, неочекувана, предизвика тоа одредени битни случаи на корупција кои се моментално во процедура по судовите да застарат. Заставањето на самите случаи на поранешни високи функционери, како и на сегашни, промените на кривичниот законник доведоа до тоа борбата против корупцијата да биде проблематична во државата
и следствено на тоа оценката за борбата против корупцијата да се намали. Така што да, промените во кривичниот законник е еден од клучните елементи кои влијае на намалувањето на оценката, меѓутоа и општата ситуација, тука имаше редици скандали во 2023 година кои придонесоа да се зацврсти тој заклучок дека освен што нема напредок во борбата против корупцијата, има и назадување. Тука беа контроверзите околу договорот со Бехтел и Јенка, потоа скандалите во здравството, новите откритија на истражувачки новинари во однос на модуларната болница во Тетова и наводите за можна корупција во целиот случај и така натаму. Значи, тие би биле клучните елементи кои придонесоа за намалување на оценката за борба против корупција, но секако и повеќе други кумулативни резултати, односно нерезултати во борбата против корупцијата придонесоа оваа година таа оценка да се намали. Наведувате медиуми кои истражуваат сериозни случаи, но без разрешница, како Тетовската болница, потоа тужбата на Кочо Андјушев, се работи за ИРЛ. Па да, тоа останува да се види, но до сега немаше некои посериозни последици по оние што беа ставени на црната листа од Соединетите држави. Нели одговорот во врска со тоа е дека тие се на црна листа за влез во Соединетите држави, меѓутоа тука за да се докаже некаква корупција и криминално дејство, тоа треба прво да биде докажано на суд со судска пресуда, така што останува да се види дали сегашните постапки против струшкиот градоначалник и евентуално некои други нови сознанија ќе придонесат за некакви повидливи резултати во таа борба во конкретните случаи, но самата американска листа не може да придонесе во борбата против корупција во Македонија. Тоа останува прашање на домашните правосудни органи и генералната политичка клима која ќе влијае да се засили таа борба против корупцијата или ќе остане како што е во моментот. Уставните измени за внесување на бугарите во Уставот доведоа кон поларизација меѓу политичките партии и вие за тоа и пишувате. Да, тој проблем кој е нотиран во извештајот оваа година продолжува од претходно. Значи, тоа не е нов проблем, меѓутоа континуираната поларизација меѓу главните политички партии во државата, кога се случува во подолг период, доведува до проблематичност во функционирањето на институциите во државата. Тоа е индикаторот за национално-демократско владење. Главниот првиот индикатор практично. Таму се нотира таа поларизација кога е екстремна може да доведе, како што видовме, во парализа на парламентот до одредена мера, потоа нефункционалност на други институции. Значи, тоа е еден индикатор кој дава слика за тоа како функционираат институциите на системот во државата. И тука имаме проблем. Поларизацијата индиректно може да придонесе, а некогаш и директно, до нефункционалност на главните институции, кога нема диалог меѓу власт и опозицијата кој ќе обезбеди елементарно функционирање на институциите, тогаш има проблем со демократското владење исто така. Така што тој проблем е нотиран и претходно, продолжува да остана да биде проблем во 2023 година и на моменти се интензивира таа поларизација, нели. Уставните измени претходно имало други причини, меѓутоа недостаток на суштествен диалог меѓу власт и опозицијата, кој ќе обезбеди непречено функционирање на институциите, е генерален проблем во државата и тоа не е проблем само во Македонија. Поларизацијата меѓу политичките партии и структури во повеќе региони во светот е значаен проблем. Знаеме дека и во самата Америка, тоест во Соединетите држави,
постои силна поларизација кои повремено доведува до известна парализа на системот, но кај нас тоа е карактеристика на политичкиот систем веќе подолго време и колку подолго се одржува таа ситуација, толку повеќе проблеми се одразуваат во функционирањето на демократските институции. Што се однесува до медиумите, и тие се прилично поделени еднакво како и политичките партии. Оценката со медиумите напредуваше од смената на власта во 2017 па нааму, меѓутоа веќе од 2020-2021 почна да стагнира таа оценка. Оној прогрес што беше забележан во првите 2-3 години по смената на власта на Груевски, веќе почна да стагнира и сега сме во ситуација кога имаме подолга стагнација, односно не се забележува подобрување на состојбата со медиумите и слободата на говорот. Оценката генерално е подобра од некои други индикатори, меѓутоа нема напредок. И сега проблемот со тој индикатор е што се забележува еден негативен тренд, кој пак може во иднина да доведе до намалување на оценката ако тој негативен тренд продолжи. Овој пат оценката остана непроменета, меѓутоа се нотирани во извештајот негативни тенденции, како на пример иницијативата да се возобнови финансирањето на приватните медиуми преку државен буџет. Тоа се нотира како исклучително негативен елемент кој може да придонесе понатаму за влошување на состојбата со медиумите и самите медиумски работници тоа го посочуваат како проблем. Понатаму различни експертски организации кои ги следат медиумите забележуваат освен стагнација и влошување во некои сегменти, како на пример зголемено ниво на оние тужби против новинари кои се нарекуваат слаб тужби, односно тужби со намера да се спречи известување за одреден проблем, тужби за клевета и така натаму, и зголемени реторики во јавноста против новинарската професија, закани врз новинарите како онлайн, така и директни, некогаш и физички напади и така натаму. Значи оценката генерално е дека ситуацијата не се подобрува, моментално е во стагнација, но се забележуваат некои негативни трендови кои ќе треба да се менуваат во иднина. Ви благодарам за овој разговор, Вангелов. Извештаите се редат и констатацијата на сите е скоро едногласна. Во Македонија останува уште многу да се сработи. Реформата на Уставот, колку порано, толку подобро нагласуваат повеќе наши соговорници. Но тоа никој друг не може да го направи освен самите македонски граѓани и македонскиот парламент. Нема друга одговорност, освен нивната. Тоа е првата работа, а потоа следуваат извесен број на реформи кои треба да бидат ангажирани од Македонија. Особено таа за спроведување на реформите од првиот блок на преговори со Европската Унија, а тоа е правната држава и борбата против корупцијата. Многу сопки има на патот на борбата со корупцијата и Македонија, наместо да напредува, таа назадува во владењето на правото. Државата доби лоша генерална оценка и во најновиот извештај на Freedom House со наслов Држави во транзиција. Македонија така спаѓа во групата циклични хибриди заедно со Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора од регионот, а во оваа група е и Ерменија. Од друга страна се така наречените демократизирачки хибриди, каде што се Украина, Косово и Молдавија. Во автократизирачките хибриди е Србија, заедно со Унгарија и Грузија. Од оценуваните 7 категории во Македонија нема промени во оценката за 5: националното демократско владење, изборниот процес, граѓанското општество, независни медиуми и локално демократско владење. Оценката паднала во 2 категории: судската рамка и независност и корупција. Генералната оценка во процентот за демократија на нашата земја изнесува 46 од вкупно 100 поени. Значи, потребни се реформи и нивно спроведување. Je crois que là-dessus, il y a deux points.
à souligner. Le premier, c'est que dans cette perspective de réforme, et en particulier la consolidation de l'état de droit en Macédoine, c'est-à-dire l'indépendance de la justice, l'indépendance de la presse, le respect des lois, la lutte contre la corruption, etc. Là, les États membres de l'Union européenne ne peuvent pas, une fois de plus, le faire à la place des Macédoniens. Ce sont aux Macédoniens de prendre leurs responsabilités. Naturellement, et la France en fait partie, les Européens peuvent intervenir, partager leur expertise, aider les Macédoniens à avancer dans ce domaine-là. Et puis la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que il faut bien qu'on sache, il faut bien qu'on comprenne que ces réformes indispensables en matière de consolidation de l'état de droit en Macédoine, il ne faut pas les faire, ces réformes, pour faire plaisir à l'Union européenne, pour aller dire à Bruxelles, vous voyez, c'est formidable, nous avons fait les réformes, etc. Il faut bien savoir que ces réformes, elles doivent en premier lieu être faites dans l'intérêt des Macédoniens eux-mêmes. Nous avons un pays de 2 millions et quelques d'habitants qui ne cherche qu'à vivre mieux, qui ne cherche qu'à vivre en paix, qui ne cherche qu'à vivre en sécurité, et en particulier en sécurité juridique. Et c'est là où l'objectif principal de ceux qui ont la responsabilité de mener ces réformes doit être de répondre aux aspirations des Macédoniens eux-mêmes. Si en plus, ça permet d'améliorer la candidature de la Macédoine à l'Union européenne, très bien. Mais l'objectif principal, c'est de faire en sorte que le citoyen macédonien se sente véritablement protégé par les institutions, par le droit de son propre pays. Тешко е да се одговори зошто во државата никој не се зафаќа сериозно со покажаните слабости во оваа област. Од една страна има закони, тоа е формалната страна, а од друга страна го има нивното спроведување и почитување. Тоа станува вистински проблем. Македонските граѓани кои за неколку дена ќе гласаат за преседател и нов парламент, се тие кои треба да бидат одговорни, како и целата политичка класа и на ниво на институциите и особено судските институции. Тука се и другите актери, особено новоизбраниот парламент, за да донесе мерки кои ќе дозволат спроведување новие законски текстови. Тоа не е лесно. Тоа може да вознемири извесен број на навики и интереси. Тука сите мислат на многу, на често повторуваното прашање за корупцијата. Вие добро знаете, корупцијата е нешто универзално. Универзално бидејќи допира во самата човечка природа. Значи, има исто толку ризици од корупција во Македонија, како и во другите земји во светот. Единствениот проблем кој се поставува е да знаеме како се бориме против корупцијата и тука секоја земја треба да интервенира. Во најголемиот број на случаи се разбира има уште неколку подобрувања кои треба да се направат. Законите постојат, но тие постојат на формален начин. Прашањето кој се поставува сега е тие како вистински да се спроведуваат на начин не само да се почитуваат критериумите на Европската Унија, но пред се тоа да биде во интерес на сите граѓани на државата.